Кандидатот за председател на коалицијата за подобра Македонија, Ѓорѓе Иванов, ја побара поддршката од Велешани за втор председателски мандат. Остварив многу средби со странски државници, но бев и домаќин на пријатели и поддржувачи на Македонија од целиот свет. Никогаш не заборавив на својот народ. Напротив, секогаш ми беше на прво место, им порачи Иванов на Велешани. Подсетувајќи на зборовите на Панко Брашнар за постојаната борба, Иванов вели, борбата продолжува за економски и политичка подобра Македонија, за посветла иднина на македонскиот народ. Јужниот сосед веќе 2 децении не уценува и бара од нас да се откажеме од сопствениот идентитет. Како председател, нити сум прифатил, ниту мислам да прифатам промена на Уставот на Република Македонија. Да прифатам да се промени уставното име на Република Македонија. Нема ни да прифатам идеи или предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, посебноста на македонската нација, македонскиот јазик, но и македонскиот модел на соживот. Македонските граѓани се оние кои сами одлучуваат за своите клучни национални прашања. Осврнувајќи се на економскиот аспект, вице-премиерот Владимир Пешевски на денешниот митинг во Велес рече дека Иванов во изминатиот 5-годишен мандат постојано давал поддршка и се вклучувал во преговорите за нови странски инвестиции. Побара Велешани да му дадат шанса и во следните 5 години, за да може да продолжи да работи за подобра бизнис клима и остварување на уште позначајни проекти. Реконструиравме и изградивме огромен број на локални и регионални патишта. Изградивме и реконструиравме над 300 училишта, голем број на спортски и културни објекти. Направивме капитални инвестиции во здравството. Донесовме инвеститори кои отвараат нови работни места низ целата земја. И продолжуваме да го правиме тоа. Ги донесовме Джонсон Контролс и Джонсон Мет. Ги донесовме Дрексел Мајер и Кромберг и Шубер. И донесовме Джевајр Холдинг и ТАФ. Поддршка за Иванов денеска пристигна и од коалиционите партнери. Председателката на Дом Лилјана Поповска, подсетувајќи на еколошката катастрофа која му се случуваше на Велес, побара Иванов да работи, земјава подготвено да ги дочекува климатските промени. Обврзуваме да поведете иницијатива за борба со климатските промени во Македонија и во целиот регион. На Велешани тоа им е јасно колку е важно, така ли е? Затоа што Велешани навистина мака видоа токму со екологијата. Многу генерации настрада и допрва уште не се знаат последиците. Затоа, значи, климатските промени ни се веќе на врата, чукаат на врата, очигледно е тоа, ние треба да излеземе во пресред. Иванов денеска изјави дека доколку ја добие поддршката од својот народ и во следните 5 години неговата работа ќе се темели на 3 најважни принципи: чесност, искреност и вредност.